Почитувани, владата на СДС подготвува вистински шок за граѓаните со зголемување на цената на електричната енергија. Владата на Заев не размислува за доброто на граѓаните, туку за собствениците на фирмите за трговија со електрична енергија од новата влада. Заев ги манипулира граѓаните, советување за 2 часа ефтина тарифа во период од 14 часот до 16 часот, период кој практично е неадекватен, бидејќи е период кога повеќето од граѓаните се надвор од домот и ги извршуваат своите работни активности. Односно, истиот нема практична употреба и ќе предизвика низа трошоци кои ќе значат поскапа електрична енергија во целост. Ваквата активност на владата ќе предизвика трошок кај ЕВН за прилагодување на над 800.000 броила. Трошокот на кој ќе подлежи ЕВН, истата лесно ќе го компензира на грбот на граѓаните со барање за покачување на цената на електричната енергија до регулаторна комисија, со што цената во целост ќе се покачи. Дополнително, најавената либерализација на пазарот на електрична енергија, кои според информациите кои проструија во јавноста, се планирани со новиот закон за енергетика, неминовно ќе се предизвика покачување на цената на електричната енергија. Ова е уште еден доказ дека СДС не размислува за граѓаните. Пресметките се дека, доколку дојде до целосна либерализација на пазарот, тогаш граѓаните ќе плаќаат и до 20% поскапа електрична енергија. Либерализацијата на пазарот ќе значи изедначување на цената на електричната енергија во Република Македонија со таа во Европската Унија. Имено, на граѓаните да им биде појасно, треба да знаат дека просекот на цената на електрична енергија во Република Македонија во последните 3 години е за 2,5 пати помала од просекот што го плаќаат граѓаните на земјите членки во Европската Унија. Со други зборови, граѓаните во моментов плаќаат по 5 денари за киловат час електрична енергија, додека граѓаните на Европската Унија плаќаат 12,5 денари за киловат час, што нема да се случи доколку дојде до целосна либерализација на пазарот. Игрите на СДС со енергетиката и се добро познати на јавноста. Јавноста памети дека последниот пат, кога СДС беше на власт, ја направи фамозната бизнис делка, така наречена бомбона бизнис, со што ја продаде државната ЕСМ и предизвика покачување на цената на електричната енергија, исто и тогаш, како и сега, СДС велеше дека до покачување на струјата нема да дојде, што се испостави како една голема и сурова лага. Граѓаните се прашуваат дали ЕЛЕМ е новиот бомбона бизнис на новата влада. Владата на СДС треба да им одговори на граѓаните дали се вистински гласините дека Заев по советите на Обрадовиќ ќе ја приватизира државната ЕЛЕМ и со тоа ќе предизвика низа на покачување на електричната енергија во наредниот период. СДС повторно ги лаже граѓаните. СДС повторно се обидува да профитира на грбот на граѓаните. Владата на СДС треба да излезе и да објасни што точно планира. Благодарам.